Биографијата, творештвото и три песни на младиот поет Андреј Јанков од Кочани по објавата на српски портал сега е направен превод и на англиски и француски јазик. За прв пат дел од творештвото на Јанков е преведено на два странски јазици. Задоволството кај овој млад поет беше огромно и повод Канал 8 да го исконтактира, за да може и со граѓаните да го сподели искуството и радоста и во оваа криза и ворадна состојба поради коронавирусот сепак да се случи и нешто позитивно и убаво. Оваа соработка дојде преку социјалната мрежа Facebook заедно со Дијана Урехек Стевановик, српска поетеса. На обострана соработка и почи дојдовме при тоа што и пратив материјали, дел од моето творештво, песна и биографија да биде преведена на српски јазик, а подосна веќе тоа беше преведено и на француски и на англиски, и добра вест е тоа што нели ширум светот се објавуваат писатели на други странски јазици, па ете дојдов на ред така да се изразам нели и дел од моето творештво да биде преведено на странски јазик. Искрено почнав да пишувам поезија и проза веќе во адолесцентската возраст, веќе во почетокот на мојата 16-та година, додека бев средно образование, а почнав масовно да пишувам поезија и проза, подосна и есеи, веќе кога стапнав нели во академската школа, односно кога се запишав на факултет. Студирам македонски јазик и книжевност на филолошкиот факултет Гоце Делчев во Штип. Понатаму се гледам како иден професор по македонски јазик и литература и се надевам како успешен писател. Инаку, Андреј Јанков е роден во Кочани, студира филолошки факултет, македонски јазик и книжевност во Штип. Својата пасија и љубов кон пишаниот збор ги пројавува околу средината на неговата адолесцентска возраст. Континуирано и внимателно го гради своето творештво врз една стабилна, уредна и успешна низа од безброј песни, раскази и есеи. Има издадено книга во електронско издание на порталот за литература makedonika.mk под наслов Јазикот на срцето 2017 година. Учествува на разни литературни манифестации во и надвор од државата. Пишува поезија, проза, хајку поезија, есеи, критики и рецензии. Члена на литературниот клуб Копнеш во Кочани, на книжевното списание Кула при Филолошкиот факултет во Штип, на студентското собрание при Филолошкиот факултет во Штип и на фондацијата Такец во Битола. Активен член, каде што објавува дел од своето творештво, е и на социјалните Facebook групи Поезија за душа, најубава проза, Сакам книги, размена на книги и книжевни муавети. Има добиено бројни награди за раскази и песни на литературни конкурси и поетски манифестации, како и благодарници и признанија за учество на литературни настани.